За реализација на овој проект партиципираа владата на Република Македонија, Вардарскиот плански регион и општина Кавадарци. Проектот е вреден над 85.000 евра. Се работи за уредување на дворот на поранешниот младински дом, неколку децении главно собиралиште за забава на младите во Кавадарци, подоцна запуштен простор претворен во руина, но последниве години актуелната локална самоуправа со сегашната власт се ангажира и го облагороди целиот простор со корисни содржини, значајни за Кавадарци. Во претходните години овде е изграден новиот музеј, така наречениот музеј на вкусови, а еве од денеска стартува со работа и невладиниот сектор во новите простории кои се подигнати во дворот на некогашниот младински дом. Се работи за новиот НВО центар. Остана уште еден неискористен дел од дворот, кој има перспектива и можност во иднина да биде урбанизиран за некои други потреби. Да се задржиме на НВО центарот. Тој е дамнешна желба на сите организации од Кавадарци и здруженија, при што свое место ќе најдат овде инвалидните здруженија, посебно лицата со попречености, организации на жени, еколошкото друштво Екоживот и други организации. Ова е крупен чекор напред, кој пак овозможува во сегашните простории да се изврши и надградба за уште еден кат и така трајно да се реши потребата од простор на невладините организации и здруженија. Би се обратила од име на инвалидските организации, меѓу кои се Мобилност Кавадарци, Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост, Глуви и наглуви Здруженијето, Здруженијето на слепи лица, Здруженијето за спорт и на рекреација на инвалидизирани лица. Голема благодарност до Вардарски плански регион, до општината, посебно до градоначалникот, што се зазема овој објект да се направи во функција на оваа категорија лица, бидејќи ова е идеја и долгогодишна, може да кажеме дека уште желбата е уште од пред 25-6 години, може и 30. И навистина еве дојде ден да се отвори ова, да се стави во функција. Се надевам дека во иднина ова малку ќе биде овој простор за да ги задоволи потребите, затоа што за лицата со интелектуална попреченост бараме да имаат и свој дел каде што ќе можат секојдневно и целодневно да ги испроведуваат своите активности. Па се надеваме во иднина со, како што нагласи гордоначалникот, проширување, надградба на овој простор. Оние што имаат можност и на втори спрат да се качат, ќе бидат сместени таму, па во приземјето лицата што не се во можност и не да пристапот име пречка за да стигнат до просториите. Голема благодарност и до вас медиумите и се надевам дека и понатаму ќе се работуваме за се она што ќе биде направено за потребите на овие лица. Најнапред, од моје лично име, од име на Вардарски плански регион и од име на Советот на општина Кавадарци, секако и од стручните служби кои што ги изготвија цела документација, би сакал да на сите невладини организации во општина Кавадарци да им ги честитам новите простори. Севкупно имаме 4 простори, од кои што 3 се за секојдневно работење и една е сала за состаноци, заедно со кујничка, WC јазли и сето она што е потребно за непречено функционирање на НВО секторот во Кавадарци. Првичната идеја да по пат на конкурс се доделат овие простории отпадна од вид затоа што во меѓувреме се донесе закон кој што не упати на тоа да распишеме оглас, па да се конкурира и да се плаќа за оваа работа. Првичната идеја заедно со UNDP, со Вардарски плански регион и Министерството за локална самоуправа беше да невладиниот сектор не плаќа за оваа дејност, бидејќи тие не го работат ова за некој профит, го работат во функција на одредени маргинализирани групи или целни групи кои што ги застапуваат. И токму од таму мислиме дека тоа би било несправедливо и односно неправично ако бараме финансии. Првичниот договор беше да плаќаат само трошоци околу вода, струја и телефон. За тоа ќе најдеме начин како да се надомести со некоја такса месечна. Меѓутоа, за да ги надминеме овие законски бариери, се одлучивме да кооптираме вработени и да тие бидат во прислуга секој ден. Размислуваме и тоа да биде двократно во текот на денот,
во прислуга да бидат на невладениот сектор и секоја невладена организација која што има потреба од користење на овие простории, од простор за сместување на нивните документи, како и простор за поголеми состаноци, да ги користи овие простории. Секако, трите простории ќе ги наменеме според области кои што ги имаме, нели имаме Сдружение на слепи, Сдружение на телесни инвалиди, би биле во една просторија, не би комбинирале да биде, не знам, Сдружението на слепи заедно со Сдружението на земјоделци или Сдружението на екологисти и така натаму. Ќе биде секако во функција нивно и со тоа и трошоците ќе им бидат минимални, односно ќе плаќаат некоја символична сума за користење на овој простор, со кој што би се платила струјата, водата и останатите трошоци, не и користењето на невладениот сектор, центар. Инаку да спомнам дека во оригиналниот проект имаме изградба и на втори спрат. Здравје Боже, еве сега им посакав на сите невладени организации кои што се тука присутни да втората фаза од реализација на овој проект биде нивна една апликација подржана од локалната самоуправа, секако од сите оние донатори кои што се на повидок, за да го изградиме и вториот спрат и да ја продолжиме, односно да имаме многу поголем габарит во функција на невладениот сектор. И мислам дека ова сериозен чекор кон помош на невладениот сектор од Кавадарци, кој што во иднина треба да работи за групите кои што ги представува и да донесе дополнителни финансии за градот и за маргинализираните, односно групите кои што таа ги застапува. Ние сме формирани како единица на локална самоуправа од 9 општини и тоа ни нас и мисијата да помагаме со пишување на проектни апликации. Тие проектни апликации доколку бидат финансирани, еве во изминатите 4 години имаме доста финансирани апликации да се конкретизираат во одредени проекти, пред се тука мислам на проектирање на инфраструктура и со тоа да ги помогнеме на некој начин и единиците на локална самоуправа кои се во состав на Вардарскиот плански регион, тука мислам на 9 општини. Околу конкретно во денешен настан кажав дека овој проект заврши, денеска имаме чест да го пуштиме, како што каже и градоначалникот и кој е член на Советот за развој на Вардарски плански регион, го опремивме. Се работеше во две фази. Идејата е постара некаде година и пол. Првите финансиски средства за овој објект да изгледа вака како што е ги добивме од Министерството за локална самоуправа. Тоа беа некаде повеќе од 4 милиони денари, вторите 800.000 денара кои беа кофинансирани од општините и од програмата за развој на Обединетите нации за опремување на овој простор. Ќе продолжиме не само со имплементација на проекти, но ќе се насочиме и кон поддршка на овие ранливи категории, заради тоа што, како што кажав и во моето излагање, значи не е само овој проект кој сме го имплементирали, кој се сакаме да го имплементираме. Во општина Велес и во општина Кавадарци поставивме лифт за лица со посебни потреби, во неколку општина направивме забавни паркови за лица со посебни потреби. Ова тука што го работиме, моментално работиме и во Велес на поголем објект, моментално се реконструира кровот и таа зграда планираме да биде зграда каде што ќе се сместат дел од невладините организации на овој пат од општина Велес. Така да продолжуваме интензивно да работиме и во наредниот период што следи. Проектот е финансиран од повеќе донатори, имплементиран од Вардарски плански регион, финансиран од Министерството за локална самоуправа, односно преку Бирото за регионален развој, каде што во инфраструктурата се вложени околу 70.000 евра и дополнителни 15.000 евра за опремување на канцелариите. Значи секоја канцеларија, како што можевте и да видите, е опремена со компјутерска и IT опрема, со канцеларијски мебел, а исто така и со прожектори и платна кои што имат секогаш потреба невладените организации да ги користат, а досега се обраќаа за ваквите потреби и ја користеа опремата на општина Кавадарци. Јас тука би сакал да го потенцирам регионалниот карактер на овој центар, дека се однесува и на невладените организации од регионот, од Вардарскиот плански регион, дека исто може да користат опремата и канцелариите на овој регионален центар и би го потенцирал новиот модел на соработка, не само класично издавање на
просториите, него тука ќе имаме представници од вработените од општинската администрација, каде што ќе имаат улога да створат поголема синергија помеѓу невладиниот сектор и локалната самоуправа, па дури да се одведе до тие степен каде што дел од надлежностите локалната самоуправа би можела да ги делегира на одредени невладини организации, каде у сферата на екологијата, на бизнис секторот, за организација на културни настани, креативни и други спортски настани кои што ги има општината како надлежност, а би можело да бидат во некоја подоснежна фаза отстапени на невладиниот сектор. Сметам дека ваквата синергија ќе допридонесе лицата од општината да дадат голема поддршка на невладините организации во насока на изготвување на нивни апликации и приспособување на компетентни апликации пред странски домашни донатори, а во иста мера и да возвредат на општина Кавадарци во решавањето на некои локални проблеми кои што се во надлежност на општината. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на UNDP, на амбасадорката на Обединените нации Луиза Винтон, исто така на Вадарски плански регион, на локална самоуправа при општина Кавадарци и градоначалникот Александар Пал. Функцијата на овие простори е да, и самиот секретар спомна дека деценијски проблем е сега на овој начин се решаваат потребите и функциите наши околу нашите програмски определби, функцијата нивна, реализација, организација, функција. Втор проект, мислам, битен момент е што со потежок стадиум нашите пријатели, другари, колеги инвалиди, што се на ниво на 100% хендикеп, да разбиеме нивната клаустрофобија со начинот на инклузија, околу начинот на делување ментално, физички, психички, зависи од било кои потреби има, било кои какви потреби има. Исто така битно е што исто така се рушат, како што реков, предрасудите околу начинот на функционирање. Директно сме тука како невладин сектор и околу функцијата на согласно законските потреби и многу полесно се функционира од оној затворен систем. Да, информираност. Ова што го спомна и градоначалникот во иднина, уште еден елемент нагоре ако се покрене така да ќе се направи простор за буквално сите НВО организации, ќе биде полесно. Многу е битно што сме сите тука заедно и што полесно кога се функционира од било кој аспект и од било кои потреби и причини, многу полесно се иде до нештата и до суштините. Па се уште не сме виделе, треба да почнеме за да знаеме дали е добро, дали е доволно. Ни се надеваме дека ќе имаме место, па сега се зависи, не е до нас. Се надеваме да имаме некоја комоција, да ни обезбедат од општината комоција, која што треба, која што ни е потребна. Сепак имаме број на членови, број на тековни проекти, минати и идни проекти кои што ќе ги работиме. Ние сме таква организација која што сме активна и потребна на општината, па се надеваме на добро, па сега зависи од општината, не е до нас. Екоживот како регионален еколошки центар моментално се залагаме за некое решение на околу загаденоста на Кавадарци како општина. Имаме проблем со аерозагадувањето, имаме проблеми со други видови на загадувања. Недостаток на општина Кавадарци е квалитетен локален еколошки акционен план, помодерно кажано еколошка агенда, која што ќе биде изгласана, се надеваме од Советот на општина Кавадарци како стратешки документ според кој после сите институции кои што се во склоп на општина ќе се раководат. Само на таков начин може да добиеме едно одржливо општество каде што нема да има загадување, аерозагадување, загадување од друг калибар и така.